Почитувани наши слушатели, добар ден од Силвана Павловска и програмата во Фокус, која што се емитува од Мелбурн, Австралија. Денеска би сакала да го обрнам вашето внимание на една колумна, чиј наслов е "Жртви сме на собствената наивност". Авторот на оваа колумна е Јагнула Куновска. Јагнула Куновска го насловила својот пост или својата статија "Жртви сме на собствената наивност". Тоа е како прашање. И во самата статија таа објаснува зошто ставила прашалник на крајот на насловот на оваа колумна. Да видиме сега. Западот на македонскиот народ го третира како трло овци кое пасело буника, па така бајалдисано блее, следејќи го лавежот на овчарските кучиња, кои не се од сојот на нашите шарпланинци, туку липсотини, исто како и дома главените овчари, кои како стражари на пеколот кружат околу нас и не држат заобиколени во собствената земја. Може ли нашето тврдокорно, манифестирано и само на нас својствено, непромислено однесување до степен на недоветност да се поистовети со детската од Бога дарена наивност? Никако. Народната мудрост, дур да му речеш гаго, речи му аго, во никој случај не ја ублажува глупоста. Само моментално, со лицемерно преименување, ја заташкува. Не сакајќи за нас, македонците, да речам дека сме глупави, во насловот, како замена во прашална форма, го употребив зборот наивни, со што не ја избегнав вистината, а тоа е дека како народ се покажавме жртва на собствената недоветност. И тоа повеќе пати. Од негрижа си ја приредивме и најсуровата самоубиствена пресметка со сите, а тоа е прифаќање на геноцид на самите себе, кој е во тек. Јагурина народ македонците како Божја творба денес од библискиот небесен вознес сами се лизнавме на рамништето јагурина народ. Гроздов плод, на кого развојот му се случил засек во коренот со застој во дотокот на појот, поради што со оскуден животен сок од земјата се поел, па недозреан, засушено згрчен, окачен останал да виси на пенушката, осамен додека исчезнува во свирежот на зимскиот ветер и колвежот на грабливците. Зошто се послужив со таа болна споредба, но реална? Затоа што чувствувам несносен душевен вриеш до болка, пропратен со само прекор, наплив на вина пред идните генерации македонци, како и срам пред плејадата наши предци, кои со завештение ни ја предадоа земјата со име Македонија, творба на македонците. Од безбожници доживеа да ми биде оспорено моето екзистенцијално право и да дочекам повтор пат да се најдам исправена пред собствениот прогон од татковината која ја снемува, разграбувана од осојузени внатрешни и надворешни грабливци, кои никогаш не се помирија што на овој свет постои и обстојува како една грудка од Александровата света земја со име Македонија и во неа челад македонци. Јас припаѓам на таа земја и тој род, и нека никој не се осуди да ми рече да молчам чекајќи го наредното, мојот гроб да ми биде израмнет, исто како што се израмнети гробовите на моите предци во родната Егејска Македонија. Исчезнуваме од картата на држави и народи. Како народ на собствена штета си направивме засек во нашиот развоен пат, со толерирање, со тимарење на предавниците и странските наредбодавци,
кое значи прифаќање на геноцидните политички интереси на поширокиот западен криминален блок. Како ретардирани се препуштивме да размислуваат наместо нас случајни, згора на тоа и забегани политиканти од Западот и од нив дома главените јаничари и непријателски декларирани сограѓани албанци, кои отворено се осојузија со бугарите, форсирајќи ја поделбата на Македонија и реализација на проектот на голема Албанија. Тие, исфрлајќи на нас од нивните мисли во кои грамежливо се окупирани исклучиво само со себе, ни ја предочија вистината дека македонците со лефтерни одстапки, послушност и со трагични пропуштени преземења до рамниште на самопредавство, свесно се бришеме, исчезнуваме од картата на држави и народи. Во светот, од молкина позадинска глутница материјалисти, како народни водачи, намерно се назначуваат марионети, кои за личен интерес ги спроведуваат нивните глобалистички цели. Избраните се своеглави, себично изопачени карактери, психопати, садисти, сатанисти, убийци, ликови како од хорор филмови, почнувајќи од сцеништето Живиш у облацима Бајден, неуротикот Джонсон, изиграниот Шул со рецитарот председател, самообендисаното човече Макрон, па посредници, супозитори и визитари, плејада лажговци на кои им недостасува елементарна пристојност во размислата и изговореното за другиот, за да се сметаат фактор како што мислат дека се двигател во развојот и обстојбата на туѓото животно битисување. Влекачи кои не сакаат да ги спомнат зборовите Македонија и македонци, да не редам, погледнете какви лејки без рачка ни праќа Западот за амбасадори, исти како што и ние им праќаме, со една разлика, што повеќето од нашите работат против државата, па ќе ни стане јасно зошто во Македонија се докопаа до власта. Поставени од надвор, бездушни човеколики, зомби, влечкачи кои не сакаат да ги спомнат зборовите Македонија и македонците, а со две рала целости во убедувањето сами да се изместиме од браникот на човечноста, како од забраната, срамна и изложена на подсмев манифестација, игнорирајќи се самите себе да се подвиниме на законите на дарвинизмот и силата на појакиот. Западот македонскиот народ го третира како трло овци, кое пасело буника, па така балајдисано блее, следејќи го лавежот на овчарските кучиња, кои не се од сојот на нашите шарпланинци, туку липсотини, исто како и дома, главените овчари, кои како стражари на пеколот кружат околу нас и не држат заобиколени во сопствената земја. Непростливо и срамно е што дозволивме робски понижувачки третман од група домашни предавници, туги платеници, кои за пари мојќи го продадоа името на државата и со тоа го започнаа распарчувањето на земјата и идентитетот на македонецот. Најстрашно е што тие изроди и денес преку своите намесници и лично се шепурат во државата и ја усмеруваат дневната политика поддржувани однадвор. Затоа така надрвени продолжуваат пред очи да ни го топорат, осилени, демек ништо не ни можете. И така е. Што дека со гадење ги гледаме кога ништо не превземаме, трпиме и ги сносиме последиците од нивните чинитби, а требаше да се наробија или ликвидирани во кратка постапка. Да, ликвидирани, за да не бидат пример на новите нивни следбеници, кои намножени доразпродаваат и распарчуваат она што останало од земјата македонска и македонштината. Казна со продолжена болка. Некои од домашните децениски глодари велат дека сме ние мал народ и поради обстанокот треба да се починуваме на посилниот.
Тоа е срамно и себично оправдување на тие недораснати изданоци, кои собственото достоинство за власт и моќ го гледаат во туѓи очи, неосознаени дека нема мал и голем народ. Нема мал и голем народ. И во едната и другата измислена категорија се работи за битија, луѓе, со суштина и дух, створенија со душа во која се раѓа и преточува мислата и речта за слободата, идентитетот и смислата на собственото постоење. Македонци, не за прв пат сме исправени на работ од собствената пропаст, но верувајте, ова е последниот, решавачкиот, со вербата во себе која не напуштила и правостојниот чек кој ни е одек од минатото, да се издигнеме над самите себе и да им се спротивставиме на јаничарите и старо-новите албански разјарени балисти здружени со бугарските фашисти, отворено поддржани од германците и американците. Да престанеме да стоиме со скрстени раце и да молчиме како досега, со скунати глави и занемени. Отворено да прозбориме и да им кажеме на сите визитари, посебно на американската амбасадорка Ангја, која деновиве како свет ни го покажа својот лик и намера и е повод за оваа колумна, дека како стратешки партнер не е во земјава присутна за екзекутор, да ни врши терор и присил. Што побрзо пратениците да ги направат уставните измени, дека ќе биле тешки одлуките, ама досега имаат направено и други тешки, потешки, вели таја. Со тона рогата, туѓата болка не те боли, таа е непренослива. Со кое право и која е осудата за да не казнуваш со продолжена болка? Зошто? За да не снема, а вас агресорите да биде по тамам? Се сметате за возвишени битија, различни од нас, третирани како баласт, па се осмелувате за нас, без нас, народот македонски, да одлучувате. Затоа се солидаризираш со предавничката политика на качак од бујар, да ни кажеш дека ја оправдуваш, и на намерно заеднички одржаниот прес ни демонстриравте здружена сила да ни влеете страв. Првиот ден по божичните празници како политички загари здружени да не тргате за раскинатите поли, за да ни ги доискинете. Криминалното јадро на кое дуро од Америка му се закануваше, го осили, се здружи со нив и си личете на заеднички фотографии, им стана поддржувач и водач. Ти благодарам што само со силата која сметаш дека ја поседуваш, не прозва како недоветни. Не сгреши, тоа придонесе да се подосвестиме. Тоа е колумната на Јакнула Куновска, која што излезе на порталот plusinfo.mk, на кој сме благодарни за истото. Ви благодарам јас за вашето внимание. Се слушаме следниот пат. Од мене Силвана Павловска, Мелбурн, Австралија. Секој добро. Благодарам.